Од моментот на објавувањето на одлуката за прегласување во Тетовско ТРЦ, СДСМ е на терен меѓу жителите на оваа село. Петре Шилегов од оваа партија и денеска сред село рече дека ВМРО-ДПМН подготвува терен да ги спречи жителите да излезат на прегласување. Кажаа дека нема да учествуваат на изборите, меѓутоа сите гледаат и сите знаат дека не само што шетаат по терен, туку и на граѓаните им нудат непристојни предлози со цел да во недела не излезат и не го остварат своето законско право. Затоа, лагите кои што ги конструира ВМРО-ДПМН со цел да внесе разор, поделба, омраза помеѓу населението, за нас едноставно не го заслужуваат коментарот. ВМРО-ДПМН ги негира овие тврдења и додава дека Шилегов, партискиот лидер Зоран Заев и СДСМ измислуваат нерегуларности во ТРЦ за да ги украдат изборите во цела Македонија. Партијата на екс-премиерот Груевски тврди дека ова е постизборен инженеринг со цел да ја одземат победата на мнозинството гласачи. Од коалицијата Природба со Беса пак очекуваат дека по прегласувањето во недела ќе има јасна слика и конечен излез од политичката криза, док граѓаните порачуваат да гласаат по сопствено убедување. Овие резултати не променуваат ништо во однос на движењето Беса, затоа нашиот став е дека нема да се вмешаме во ова прегласување, особено имајќи предвид дека значи ова ниво на конфликтуозност што е во моментот, затоа нашата порака до гласачите дека тие треба сами да одлучуваат која е најдобра опција за нив лично и за државата. Коалицијата ВМРО за Македонија не очекува ништо од прегласувањето, освен што и во оваа прилика посочува дека изборите на 11 декември не биле кредибилни и дека се сомневаат оти 38.000 неважечки гласови се регуларни. Според нашите податоци од нашите луѓе кои што учествуваа како наблюдувачи на денот на изборите, на повеќе од 4.000 гласачки ливчиња, неважечки гласачки ливчиња, била заокружена коалицијата ВМРО за Македонија и друга политичка опција, најчесто ВМРО-ДПМН. По прегласувањето во ТРЦ ќе се знае дали СДСМ ќе добие пратеник повеќе и ќе има изедначен резултат со ВМРО-ДПМН. Партијата на Груевски најави бојкот на прегласувањето, обвинувајќи дека одлуката на управниот суд е противправна и политички мотивирана. Наблюдувачите пак се сомневаат дека изборите замислени да извадат Македонија од двегодишната политичка криза, навистина ќе го отворат патот за промени.